Здраво, дечиња! Еве неповторно во нашата занимална, која што ние како дечињата, односно вие, треба да учиме од дома. Јас сум една учителка, како и вашите учителки што ве учат во градинка. Моето име е Симонка Јакановска, воспитувачка во детската градинка 8 март во Струга. Денес сакам со вас да си се подружиме, да си поиграме и да се подсетиме на некои задачи и активности кои што и порано, но и сега треба да ги работиме во нашата градинка. Ајде малку сега за да се подготвиме за учење. Како треба ние, дечињата, заедно со учителките, да се подготвиме во градинката, за да го подготвиме нашето мозоче за учење. Треба да го смириме нашето мозоче и затоа малку да дишиме со рацете убаво, дечиња, да ги ставиме вака пред нас и полека да ги крениме горе, како да го поздравуваме сонцето. Убаво така, спуштете ги рачињата. Ајде повторно уште еднаш, рачињата пред вас, а потоа рачињата горе да го поздравиме сонцето. Ете така, ајде сега спуштете ги убаво рачињата. Ајде сега да дишиме. Убаво, 1, 2, 3. Земете воздух и убаво спуштете. Диши, издиши. Исто како кога ќе мирисаме цвеќе, земаме воздух со носето, мирисаме и испуштаме воздухот од устата. Дали е нашето мозоче подготвено за учење? Да, добро. А сега би сакала малку да се подсетиме, дечиња, дали ние во есента ги испративме преселните птици на југ? Да, ги испративме. Преселните птици одамна се заминати на југ, но со пролета тие ни дојдоа кај нас. Да, веќе долетаа и првите преселни птици. Меѓу нив, дечиња, се врати и Славејчето. А каде доаѓа Славејчето? Каде се враќа Славејчето? Нормално, Славејчето се враќа на своето старо место, во своето гнездо. Но денес сакам јас да ви раскажам една убава приказка за Славејчето и за неговото скриено гнездо. Ајде да почнеме. Еве вака. Кога дошла пролетта, Славејчето се вратило од топлите краишта. Најпрво Славејчето се слетало на најблиското дрво во шумичката. Застанало на највисоката гранка и убаво, сладко си ја запеало својата стара песна. А песната, дечиња, се разнесла насекаде низ шумата. Така дека секој ден Славејчето си леташе и застануваше. Застануваше и пееше. Но тоа секој ден покрај тоа што си ја пееше својата песна, си го правеше и своето гнездо со сламки со сламки и мов. И така радосно, среќно, кога Славејчето убаво си го подготви своето гнездо, рече: добро си го сокрив своето гнездо, никој не знае за него. Славејчето во мир си рече: ке си ги изведам своите малечки славејчиња.
И така славејчето повторно си пееше својата пролетна песна, се додека не го пронајде еден љубопитен зрак од сонцето. Јас знам за твоето скриено гнездо. Го пронајде еден мој љубопитен зрак, рече сонцето. Но немој да се грижиш. Не грижи се, никому нема да кажам за твојата скриена куќичка, рече убавото сонце. И јас знам за твоето скриено гнездо, се јави ветерчето. Кога поминував низ крошната на дрвото, ја допирнав секоја твоја гранка и секој твој лист. А твоето гнездо? Твоето гнездо го најдов скриено под лисјата на една гранка, но ти не се грижи за тоа. Јас нема на никого да кажам за твојата скриена куќичка. Уште кога го правеше твоето гнездо, јас гледав во него. А вчера, кога сите мои капки дожд ги истурив на земјата, многу капки паднаа на дрвото. Ама не дозволив ниту една капка да падне на твоето скриено гнездо. Се јави дождовниот облак. И ние знаеме за твоето скриено гнездо, рекоа децата, ама нема да ти го растуриме и нема да кажеме на никого. Ние децата многу ве сакаме вас, славејчињата. Вашата песна е најубава, рекоа децата. И знаелиш ли што, Славејче? Шумата без Славејчиња е како река без вода, ливада без цвеќе и градинка без деца. Тогаш Славејчето рече: Благодарам, златно сонце, благодарам, тивко ветре, благодарам, дождовен облаку, о, ви благодарам многу, мои деца. Секогаш ќе ве поздравувам со мојата песна, рече Славејот и мирно одлета. Сите уште еднаш ја слушнаа неговата песна. Песната беше поздрав за нивната добрина и грижа. Од задоволство, сонцето испрати уште еден зрак кон скриеното гнездо. Дождовниот облак отиде над ниливите и нивадите, а ветерчето шушна низ дрвјата покрај скриеното гнездо. Децата беа најзадоволни. Тие ја слушаа на љубавата песна на Славејот, песнопоец. Ви се допадна ли, дечиња, приказната за скриеното гнездо? Да? Ете како Славејот толку стекнал многу нови пријатели во шумата и како сите негови пријатели до крај ја искажале својата грижа и добрина. Сега, јас би сакала, ајде малку да се подсетиме на содржината на оваа приказка. Може ли, дечиња? Така? Да. Кога убаво ќе се одморите, ќе може да ја раскажете на вашите родители. А сега јас само би сакала да ве прашам нешто. Ајде да се подсетиме на содржината. Може ли, дечиња? Ајде. Еве ака јас ќе ве прашам нешто. Од каде долетал Славејот, дечиња? Да, така, Славејот долетал од топлите краишта. Така. А каде живеел Славејот? Кое е неговото секогаш живеалиште? Во шумичката, па сигурно, па така, дечиња. Така, неговото живеалиште е во шумата, во крошните на дрвјата. А кој прв го забележал неговото гнездо? Така? Да, прво го забележал еден зрак
од пролетното сонце. Така е, дечиња. А кои други знаеле за неговото скриено гнездо? Така, за неговото скриено гнездо знаел и топлото ветре, знаеле и дождовниот облак, а исто така и сите деца, што дознале дека се вратил Славејот. Кон кого Славејот ќе искажа својата благодарност? И зошто? Така, дечиња, така, како тој рекол, благодарам топло сонце, благодарам тивко ветре, благодарам дождовен облаку, благодарам драги мои деца. Ете така. А децата, како ја искажале својата добрина? Како му рекле тие на Славејот? Како рекле дека шумата без славејчиња е исто како и река без вода, ливада без цвеќе и градинка без деца. Па нели така, дечиња, и вие кога не сте во градинка, колку нас ни е тешко и убаво кога ќе видиме дека некој од вас недостасува во градинката. Така, секогаш е убава и шумата кога е полна со птиците и со песната на Славејот, како ливадата со пролетните цвеќиња и како вие, дечиња, во нашите градинки. И затоа се заблагодарило сонцето. И во знак на сето таа грижа и добрина на тие деца, тоа им подарило уште многу пролетни песни. Ете така. А сега јас би сакала, дечиња, ете со неколку прашања, така, си го повторивме оваа убава приказка и сега би сакала ајде да се потрудиме да си поиграме малку, или сакате малку да го одмориме мозочето? Ајде малку да си кажеме со прстињата вака. Да си кажеме, ние децата сме добри и ако сакаме Славејот, затоа што Славејчето е нашето најубаво биленце. Тоа ни го одмара мозочето, неговата песна ни одмара мозочето, ни ги отвора очињата, а овде ни доближува најубавата негова песна. Славејчето е најубавата птица која што ни подарува многу убави песни. И поради тоа сите ние треба да се грижиме за Славејот, да не го изгуби своето гнездо, туку да го чуваме неговото гнездо, бидејќи тој, како што кажува приказната, не наградил со многу нови пролетни песни. А вие, дечиња, треба да внимавате, никогаш да не ги растурате гнездата на птиците, туку секогаш да се грижите за нивните гнезда, да го чувате нивното гнездо, зашто тие во своите гнезда си го создаваат своето семејство, си изведуваат малечки пиленца и секогаш тоа е нивниот дом кој што што им служи за живење. Како што сите вие имате и свој дом. Ете така. И сега јас би предложила, ајде малку сега денеска да си подцртаме. Еве, кој прв го поздравил сонцето? Славејчето? Кој рекол дека јас го видов твоето гнездо? Сонцето. Еве еден предлог за оние дечиња кои што сакаат многу да се играат со боичките, нека го избојат сонцето. Или, еве, нека го избојат и топлото ветре. Ево за дечињата кои што сака да го избојат топлото ветре.
А ова кој беше дечиња? Аха, дождовниот облак. За дождовниот облак кој што сака некој да го избат, слободно нека си го избат. Или пак, еве ги дечињата кои што радосно, среќно, му кажале на Славејот дека и тие знаат за неговото гнездо. Или пак, ајде да се вратиме, еве вака, например. Можеме да кажеме и вака. Со која боичка ќе го избоиме дечиња сонцето? Со која боичка? Со жолта, така. Со која боичка ќе го избоиме ветрето? Тоа е пролетно ветре, топло, па најчесто му одговара зелената боичка. Така. А дождовниот облак? Со која боичка ќе го избоиме? Па тоа е така некоја па сива боичка. А капките? Со која боичка? Со сина. И на крај, за дечињата кои што сакаат убаво да си го избаат во нивната пролетна облека, може да си ги избаат дечињата. За поголемите дечиња, предлагам да си изберат од оние сликички кои што најмногу им се допадна, кај што Славејот си го правеше гнездото, кај што разговараше со сонцето, со топлото ветре, со дождовниот облак или со децата, да си изберат и да направат една илустрација по нивна желба. Ете така, тоа беше приказната за скриеното гнездо. Нели ви се допадна, дечиња? Ке бидете ли вие добри како овие што му помогнале на Славејчето? Така, секогаш да се грижите за сите да имаат свој топол дом. Ви благодарам многу и повторно ќе се видиме. Довидување.